Од дрвијата во малите села и на модерно премените сцени во светските метрополи, во школските сали на полињата и во храмовите, во гетати на градските плоштади, во местните заедници, во зафрлените подруми, луѓето се собираат за да се здружат во ефемерните театарски светови кои ги креираме. За да ја изразиме нашата човечка комплексност, нашата различност, нашата ранливост, преку гласот и дишењето, очи во очи. Се собираме за да се исплачиме и да се присетиме, за да се смееме и да изсмејуваме, за да учиме и да обмислуваме, за да мечтаеме, да и се воодушевуваме на технологијата и да им се поклонуваме на боговите, да го фатиме духот на времето со сиот наш капацитет за убавина и сочувство и монструозност, да разменуваме енергија и да стануваме посилни, да го славиме богатството на нашите различни култури и да ги раствориме границите кои не разделуваат. Секаде каде што луѓето живеат во заедница, се манифестира непокорливиот дух на перформансот. Проникнат од заедницата, тој ги носи маските и костимите на нашите различни традиции. Го зацврстува нашиот јазик и ритми, и гестови, и го прочистува просторот на нашите јадра. А ние, уметниците кои работиме со овој древен дух, се чувствуваме задолжени да го канализираме преку нашите срца, идеи и тела. Да ја откриеме нашата реалност со сета незина здодевност и блескава мистичност. Но во ера во која милиони луѓе се борат да преживеат, страдаат под суровите режими и грабливиот капитализам, се раселуваат заради конфликтите и тешкотиите, ера во која нашата приватност е нападната од тајните служби, нашите зборови цензурирани од агресивните влади, ера во која шумите се уништуваат, живите суштества истребуваат, а океаните загадуваат. Тогаш што чувствуваме дека е наша одговорност да разоткриеме? Во овој свет на неизедначена моќ, во кој различни хегемонистички редови не убедуваат дека една нација, една религија, една раса, една сексуална ориентација, една идеологија, една културна рамка е супериорна во однос на сите други. Дали тогаш треба да се инсистира уметноста да биде недопрена од социјалните агенди? И дали ние, уметниците од арените и сцените, се конформираме на побарувањата на пазарот или ја користиме моќта што ја имаме? Да исчистиме простор во срцата и главите на нашата заедница, да се групираме, да информираме, да маѓепсаме и да креираме свет на надеж и соработка со отворено срце. И што правиме?